Четврточно издание на регионалните вести. Фирмите од Тетово кои произведуваат мебел ќе добијат државна помош за исполнување на еколошките стандарди. 30 мали и средни предпријатија од Тетово кои се занимаваат со изработка на мебел ќе добијат целосна субвенција од државата за поставување на филтри на оџаците. Од 70 до 90% е ефикасноста на овие филтри, затоа одговорно тврдам дека 30 објекти кои што колку што ќе биде во ова пилот проект поддржани, 30 објекти нема да загадуваат оваа зима во Полошкиот регион. Колку пари се одвоени за 2,5 милиона денари. Ќе биде доволно за Па ќе биде доволно затоа што има неколку и швајцарски, германски компании кои што практично со инсталацијата цена може да дојде до 100.000 денари. Повикот завршува на 23-тиот, затоа апелирам компаниите да го искористат периодот што имам уште малку и затоа денеска сум тука за да апелирам од лице место. Ќе разговараме уште еднаш и со активистите да направат една средба овде во општината, во Гостивар, да аплицираат и да искористат оваа можност која што им стои на располагање. Од Екогерила вела дека фирмите кои ќе добијат филтри досега енормно го загадувале воздухот, затоа што отпадниот материјал од произведеното го користеле за затоплување на просториите. Биле пријавувани, но инспекциите не преземале сериозни чекори. Со оваа мерка која тие ја предложиле, ќе се намали аерозагадувањето посебно во зимскиот период. Би имале едно барање упатено до владата и до надлежните за можно продолжување на рокот на аплицирање поради тоа што нашите комуникации со некои од фабриките, од фирмите што произведуваат мебел вчера, излезе дека многу мал број слушнале за повикот и значи немаат информација. И за жал се плашиме дека до 23 овој месец нема да биде доволно времето за да можат да се информираат, да се спремат и да аплицираат. Значи да не ни оди никаде овој повик. Добро би било да барем да добиеме уште 10 денови за да можеме да ги собираме и власниците на бизнисите и во Тетово и во Гостивар, па да седнеме заедно да ги информираме подетално и да ова акција успее. Добро е што владата презема нешто за разлика од градската власт, која не одвојува ниту денар во борбата против загадениот воздух, потенцираат од Екогерила. Има 0 денари за таа цел, значи ние сме разочарани целосно од градската власт во оваа насока. Мислиме дека немаат општи интерес за да се справат со оваа работа, ама сепак каде што има слаби институции, надлежни институции општински, за добра среќа има силни организации, па затоа ќе го правиме ние тоа што треба тие да го прават. Во меѓувреме општина Тетово нема преземено сериозни чекори за намалување на загадувањето, чиј извор е сообраќај од дивите депонии урбаниот хаос. Се градат огромни зданија. Проблемот со дивите депонии не се решава, а сообраќајниот хаос и натаму го гуши градот. Саменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули истакна дека станицата за мерење на квалитетот на воздухот во Тетово ќе профункционира наскоро. Па сега инсталиравме нови, почне да работат две од расипаните станици во Скопје и во овој момент стигнаја на царина во Скопје резервни делови за 5 мерни станици, така да очекувам брзо да профункционира и овде мерната станица. Тетовскиот огранок на домна седница одлучи да предложи до општинските власти неколку мерки за намалување на аерозагадувањето. Дом ќе предложи сите возила кои доаѓаат од автопатите Гостивар Тетово и Скопје Тетово, но и од регионалниот пат Јаженце Тетово, во време на големо аерозагадување, да бидат оставени на јавни паркинзи кои допрва ќе треба да се изградат, а на патниците да им се обезбеди јавен превоз до посакуваната дестинација во градот. Само на тој начин може брзо и ефикасно да придонесеме за намалување на загадувањето на воздухот. Нашиот предлог да на влезовите во градовите од трите страни се изведат паркинзи со кои што ќе се спречи механичкиот прилив на возилата. Сметаме дека тоа е еден многу ќе биде ефикасен начин за намалување, да се приближиме да слеземе испод горната граница на концентрациите,
Затоа што вториот чинител, а тоа е нели грењето на домаќинствата, е потежок за решавање и има социјално влијание. Нели можностите на сите нас да ставиме нови ќумбиња, да се откажеме од традиционалниот начин на грење, ќе потрае веројатно подолго време, а ова е решение кое што сигурен сум дека општината може да го изведе доста брзо. Значи тоа не мора да бидат не знам какви паркинзи, не знам колку скапи. Проценката е дека на тие околу 110.000 квадрати на трите парцели што се на влезовите во градот може да се изведат околу 4.500 паркинзи, што е отприлика проценката дека механички во градот толку влегуваат 3 пати во денот од околината на градот. Изјави Валентин Тасевски од Дом. Од партијата смета дека е потребна само волја општинските власти да го реализираат нивниот предлог на дело. И се поставува прашањето дали општината има моќ, има капацитет тоа да го направи. Ние сме убедени дека има, само треба некој нон-стоп тоа да им го поднесува под нос, за да сватат дека нивната одговорност за тоа што ќе се случува и што им се случува и во фамилиите можеби е на нив. Значи, добро е да се запрашаат за да конечно им проработи свеста, добро е да се запрашаат кој ќе им се разболи детето дома, с краја да е, или некој од постариот дел од фамилијата, дали има и нивно учество на сопридонес во таквата состојба на расширение, покажаа некои анализи, односно информации од болницата, дека има ендомно зголемување на респираторни заболувања во градот. Истакна Тасевски. Дом предлог мерките за намалување на аерозагадувањето го донесе на седница на Тетовскиот огранок на партијата која одржа синоќа. Штуловиот универзитет во Тетово беше домаќин на првата конференција за повеќејазичност. Универзитетот веќе 19 години е тројазична институција, на која се говори и учи на македонски, албански и англиски јазик. На Универзитетот на Југоисточна Европа за прв пат се одржа конференција за повеќејазичност. Проректорот за академски прашања и дигитализација Владимир Радевски истакна дека на универзитетот се фокусирани на практичната работа и како тројазична институција даваат свој придонес во сето она што е дел од законската регулатива во земјава. Целта на конференцијата е да се разгледаат и за прв пат да се постават проблемите и решенијата која што науката ги нуди за повеќејазичната комуникација. Значи, како се предава странски јазик во една повеќејазична средина, како се предава немајчин јазик во една средина, кои се европските искуства во употребата на јазиците и така натаму. Професорите од универзитетот ја потенцира и важноста на повеќејазичноста за општеството како целина. Моделот на тројазичноста во Универзитетот на Југоисточна Европа, консумирајќи ги двата јазика, албанскиот и македонскиот јазик, тоест и англискиот јазик, е доволна, значи, причина за да продолжи вака, значи, и да се насочат овие добри нешта и кон општеството како целина. Ова е мултијазична конференција која промовира тоа што промовира и нашиот универзитет, дека сме мултијазичен универзитет, дека имаме мултијазична програма, така да апликантите што се во конференцијата тоа ќе го промовираат денеска. И самата конференција беше повеќејазична, а на неа присуствуваа повеќе говорници и студенти. Повредено девојче по патот Балкон во Гостивар. Несреќа и пожар во Тетово. Ова се настаните од Црната хроника кој ги бележи СВР Тетово во дневниот билтен. 13-годишно девојче со повреди здобиени од пат вчера вечер било пренесено во болницата во Гостивар. Околу 22 часот и 15 минути во секторот за внатрешни работи Тетово било пријавено дека половина час пред тоа паднало од балкон на вториот кат од куќа во Гостиварска Долна Бањица. Девојчето имало повреди на телото и била укажана лекарска помош во Гостиварската општа болница. Увид извршила екипа од полициската станица Гостивар, од каде соопштија дека се работи на расчистување на случајот. Вчера вечер околу 23 часот и 40 минути на регионалниот пат Тетово-Пирок во тетовското село Камењане патничко моторно возило БМВ со тетовски регистарски ознаки, управувано од 23 годишниот МИ од Тетовско Боговиње, излетало од коловозот.
Возачот и двајцата сопатници во возилото на возраст од 17 и 18 години од истото село биле пренесени во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Во Тетово пријавен е и пожар кој избувнал во угостителски објект на улицата Маршал Тито, сопственост на 54 годишен тетовец. Повредени лица нема, а со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, пожарот бил изгаснат. Увид извршила екипа од СВР Тетово. 74 годишен жител од Гостивар денеска е пронајден мртов во возило на патот за гостиварското село Сушица. Врз телото кое е предадено за обдукција не се пронајдени траги на насилство. Полицијата вчера спроведе контрола на возила кои вршат јавен превоз на Тетовското и Гостиварското подрачје. Од сообраќај биле исклучени 12 технички неисправни возила. Контролните активности на јавните превозници кои ги спроведува секторот за внатрешни работи Тетово го потврдуваат непочитувањето на прописите и ризикот за безбедноста на патниците. Во последната контрола вчера, поради техничка неисправност, од сообраќај биле исклучени 12 возила за јавен превоз. Активноста се одвивала во периодот од 8 до 12 часот, а најголемиот дел од опфатените возила биле автобуси. Според податоците од СВР Тетово, биле контролирани вкупно 53 возила, од кои 33 во Тетово и 20 во Гостивар, при што кај 12 била утврдена техничка неисправност, по 6 на двете подрачја. Најголемиот дел имале неисправни сопирачки, потоа неисправни уреди за управување, како и неисправна опрема или неизвршен технички преглед. Откриените прекршоци санкционирани се со 12 прекршочни платни налози и со 2 барања за поведување на прекршочна постапка, информира полицијата. Музеј на Тетовски крај работи на проект за евиденција, обработка и презентација на накитот од Полошко. До крајот на оваа година ќе биде организирана изложба на истиот. Националната установа Музеј на Тетовски крај Тетово во погодинешната програма за работа има за цел евиденција, обработка и презентација на накитот, со нагласување и разграничување на накитот како етнографски белег и идентификацијски код на посебност и автентичност, и накитот како символ и израз на статусот и економска моќ. Оттаму ги повикуваат граѓаните кои имаат накит да го позајмат или отуѓат за потребите на музеот. Всушност, во рамките на годишната програма Музеот што ја работи секоја година, имаме за цел реализација на 2 проекта во едно, односно прибирање и обработка на накитот и со финализирање на една изложба. Музеот располага со збирка на накит, меѓутоа нецелосен, недоволен, па затоа сакам да ги повикам граѓаните од Тетово и Тетовско, оние што имаат накит, а кои сакат да го отуѓат, или накит кои сакат да го презентираат со враќање на накитот после изложбата, можат да дојдат во музеот, да го депонираат, истиот накит ќе биде евидентиран, ќе биде обработен и после перформансот ќе биде вратен. Ги повикувам граѓаните од сите етнички заедници, од сите националности, да го донесат накитот во просториите на музеот. Лице за контакт сум јас, истиот ќе биде обработен, евидентиран и на крајот ќе им биде вратен. А оние што сакат да го отуѓат, можат и да го отуѓат, односно со некои финансиски средства ќе биде сето тоа надокнадено. Инаку музеот досега располага со 80 парчиња накит. Накитот всушност ја доловува семејната традиција низ историјата, како и економската моќ на семејствата. Накитот кој се носел со народната носија. Значи накитот од монистра, сребрениот и златниот накит, кој се носел на народната носија, која и ден денес може тој накит да се носи како дел од семејното наследство на семејствата. Накитот како средство за
за покажување на елеганција, мок и економски статус, од секогаш се носел, и истиот ја зборува приказната за семејната традиција, националната традиција и економската моќ на семејствата во Тетовско. Станува збор за, ние сме институција која работи со Полог и Полошкиот регион, значи го опфаќа целиот Полошки регион, Тетово со селата и продолжува до Гостивар, значи целиот Полошки регион, Горни и Долни Полог. Од музеот велат дека интензивно работат на проектот и во план им е до крајот на оваа година да организираат изложба на накит од Полошко. Една година откако Европскиот парламент оцени дека постапките на унгарскиот премиер Орбан носат јасен ризик од сериозно кршење на основните вредности на Европската унија, евроминистрите се состанаа во Брисел на првото официјално сослушување на таа земја, која патем постојано ги отфрла критиките на Унијата. Унгарската министерка за правда Јудит Варга, пред пристигнувањето на расправата со незините колеги, изјави дека очекува од нив да докажат дека постапката не е политичка. To defend Hungary, and I expect member states to stand on the basis of law when scrutinizing Hungary. Француската министерка за европски работи Амелија де Моншалин пак изјави дека не може да има компромиси кога станува збор за независноста на судиите, за слободата на медиумите, за заштитата на малцинствата и за академската слобода. L'état de droit, c'est ce qui permet à tous les citoyens européens de vivre dans un monde où ils ne sont pas soumis à l'arbitraire. И австрискиот министер за европски прашања Александер Шаленберг инсистира на тоа сите членки да ги почитуваат европските правила. Die EU ist gewissermaßen wie eine Familie. Und in einer Familie braucht es einfach eine gemeinsame Hausordnung, braucht es gemeinsame Benimmregeln, sonst kann es nicht funktionieren und Rechtsstaatlichkeit ist normal ein Grundpfeiler davon. Орбан, кој е на власт од 2010 година, исто така ја налути Европската унија со неговиот груб антимиграцијски став и со суровата кампања против унијата со антисемитски подтекст. Но на широко гледан како макијавелист и безобразен оператор, тој главно ја избегна казната, освен што беше суспендиран од најголемата парламентарна група во Европската унија, она од десниот центар. Сепак унијата и натаму пробува да режливо да им помогне, главно во владењето на правото на посиромашните членки, како Унгарија и Полска, каде што следбениците на Орбан исто така ги ставаат медиумите и судиите под директна државна контрола. Времето денес беше променливо облачно со сончеви периоди. Попладне и во текот на ноќта имаше локални врнежи од дожд, а во западните делови и појава на грмежи. Дуваше умерен, повремено засилен северен ветер. Температурите се движеа од 10 до 20 степени. Времето утре ќе биде предпладне умерено облачно, а попладне облачноста ќе се намали. Ќе биде посвежо и ветровито со умерен до засилен северен ветер. Температурите ќе се движат од 6 до 17 степени. Тоа беше се во денешните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.